Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Сите зборуваат за зголемениот шеќер, меѓутоа никој не зборува за хормонот кој стои позади тој зголемен шеќер, односно инсулинот. Во денешната 4-та епизода ќе зборуваме за самиот инсулин, причината која што стои позади сите проблеми, односно акните, заморот, зголемената тежина и уште многу други. Доктор Марија, спремни ли сме за зборуваме за оваа проблематика? Спрем. Одиме со првото прашање. Што точно значи инсулинска резистенција? Што значи инсулинска резистенција? Кога внесуваме одреден вид на храна, доаѓа до покачување на нивото на шеќерот, значи во самата крв. Кога ќе дојде до покачување на шеќерот во самата крв, тогаш од нашиот орган, кој наречен панкреас, започнува да се лачи еден хормон кој што се нарекува инсулин, со цел да го внесе шеќерот внатре во клетката за таа да има доволна енергија. Но, што се случува кај инсулинската резистенција? Значи, сметајте го дека инсулинот представува клjuč кој се обидува да ја отклучи самата клетка и да го внесе шеќерот во самата клетка и дека самата клетка е бравата. Но она што се случува кај инсулинската резистенција, значи не може да дојде до отклучување на оваа врата, тоест самата клетка не се отвара за да влезе самиот шеќер внатре. Значи, поради што доаѓа до уште поголемо лачење на инсулинот од страна на самиот панкреас со цел само да биде внесена овој шеќер, значи внатре во самата клетка. Во резултат на што веќе кога ќе измене доволно долг временски период, значи веќе инсулинот станува хронично висок и добиваме нешто што се нарекува инсулинска резистенција. Дали инсулинската резистенција важи како диагноза само за луѓето со вишок тежина? Не. Значи, може да се сретне, особено во ранните фази, дефинитивно можеме да ја сретнеме и кај и жени и мажи со нормална телесна тежина. Со нормална телесна тежина. А кои се првите знаци што се пројавуваат кога инсулинот почнува да се покачува, односно имаме веќе присуство на самата инсулинска резистенција? Кои се првите симптоми? Симптоматиката би рекла дека е голема. Но, нека да наброиме неколку симптоми. Вообичаено, она што ќе го почувствувате е дека сте уморени и имате чувство дека сакате да си полегнете откако ќе консумирате храна. Имате попладневни крашеви, што ги велиме, или попладневни опаѓања на самата енергија. Друго нешто што може да ви се случи, имате вишок на килограми, почнувате да качувате. Не знаете, значи вие се уште јадете иста количина, но почнувате да качувате на килограми, независно од тоа што не консумирате повеќе храна, и потоа, при обид да ги симнете овие килограми, никако не можете да ги симнете килограмите, независно какви диети држите. Друго нешто како симптоматика што може да се јави е, може да се будите во раните утрински часови кога веќе испаѓате во хипогликемија, тоест кога веќе нивото на шеќерот опаѓа, поради што вообичаено може да отидете до фрижидер, да отворите и да кастете нешто на брзина, нешто благо. И во главно, значи, ова се општите симптоми, можам да кажам и кај мажи и кај жени, значи, главно, што се преклопуваат и кај мажи и кај жени, кај самата инсулинска резистенција. Постојат и видливи знаци, но веќе то можеме да зборуваме за повидливи знаци кога веќе имаме мал прогрес, тоест веќе не сме во рана инсулинска резистенција, но веќе кон она средна или изразена инсулинска резистенција, веќе имаме и видливи знаци. Кои се тие видливи знаци? Што се случува тогаш? Што се случува, значи, од тип на потемнување на одредени делови на кожата, може да биде тоа врат, може да биде, значи, под самите мишници, може да биде кај самите, значи, внатрешни делови на самите колкови, бутови, да. Значи, кој што се нарекува акантозис нигриканс, значи стручно, исто е многу типичен знак на инсулинската резистенција. Друго нешто што можеме да го видиме е појава на така наречени папиломи, и главно ќе бидат распределени во пределот на вратот, може да бидат некаде, значи, над самите гради распределени, дефинитивно се видлив знак за тоа дека имаме проблем со самата инсулинска резистенција. Исто така видливи знаци се натрупување на масти, значи, околу самиот стомак.
Значи, кога веќе имаме натрупување на масти околу самиот стомак, кога имаме папиломи, потемнети делови на кожата, значи во тие делови што ги кажавте, тука веќе се сомневаме на изразена инсулинска резистенција, така? Средна до изразена инсулинска резистенција, дефинитивно, да. Добро, а како можеме да откриеме? Дали може да се открие инсулинската резистенција само преку крв? Се разбира. Што треба да направиме? Она што најпрецизно би ни дало податоци како стои или би рекла тест број 1 е дефинитивно орален гликозен тест, но не со шеќер. Овде прават пациентите многу голема грешка. Значи, овде ти прават орален гликозен тест со гликоза. Не ни е потребно, значи не зборуваме за диабетичари, се уште не сме стасали до степен на диабет. Значи, она што сакаме да го направиме е нешто што се нарекува ОГТТ со инсулин. За жал, кај нас во Македонија многу ретко практикувано страна на соодветните здравствени установи, ако треба да речем на некаков начин, но затоа имаме замена за овој тест, а тоа е испитување на HOMA-IR индекс. Или, доколку имате испитано гликоза на гладно и доколку евентуално имате испитано инсулин како хормон, тогаш многу лесно можете да ги пресметате по формулата. Значи, го земате инсулинот, го помножувате по нивото на гликоза и ги делите со 22,5 и ја добивате вредноста на HOMA-IR индексот. Она што сакаме е се што е над 1,90, значи веќе зборуваме за инсулинска резистенција. Дали е релевантен? Нема да кажам дали е релевантен, туку дали точната инсулинска резистенција, резултатот би бил со точна инсулинска резистенција или приближна? Точна. Точна. Јасно. Значи, точна формула за пресметување на инсулинска резистенција, на тој начин ја пресметуваат и во самите лаборатории. Значи, ако не е HOMA-IR индекс, тогаш можеме да ги земеме гликозата на гладно и да ги земеме инсулинот. Јасно. А како инсулинската резистенција влијае кај хормоните кај женската популација? Ги влошува дефинитивно. Значи, сега, сепак зависи дали станува збор за жена која што има здравствени проблеми. Доколку таа жена има полицистични јајници, оно што ќе направи инсулинската резистенција ќе влоши нејната состојба, ќе доведе до поголемо лачење на андрогени или така наречени машки хормони, дефинитивно, значи преку самите јајцеклетки. Ова е едната работа што може да ја направи, но исто така можеме да имаме и проблематика од тип на Хашимото, каде што исто така ќе биде проблем и ќе го влоши самиот Хашимото. Значи, независно дали станува збор дали таа жена има некаква здравствена проблематика, оно што сакаме да се насочиме е дефинитивно на решавање на самата инсулинска резистенција, затоа што дополнително еден хормонски проблем води до друг хормонски проблем. И веќе овде ќе дојде до покачување на самите андрогени, оттаму може да дојде до слаби овулации, оттаму може да дојде до неплодност, значи работите се надоврзуваат едно со друго. Значи можеме да кажеме дека е синџер и дека буквално синџер, да. Си е поврзано се. А кај мажите, што се случува кај нив? Кај нив пак доаѓа до намалување на нивото на тестостерон, кој што може да резултира и со влошување на самиот спермограм. Може ли инсулинската резистенција тогаш да предизвика неплодност? Дефинитивно да. Значи и кај мажите, кога правиме еден спермограм, каде што гледаме, значи каков е самиот спермограм, дадека сакаме да ги видиме и хормоните кај самиот маж. Дадека сакаме да ги видиме и неговиот начин на живот и се останато, но дефинитивно инсулинската резистенција е еден фактор кој што сакаме да го видиме. Исто така и кај жената влијае и на квалитетот на самите јајцеклетки и на самиот ендометриум. Негативно влијае. Значи имаме лош квалитет на самите јајцеклетки и имаме нерецептивен ендометриум кога имаме инсулинска резистенција. Апсолутно. Кажете ми, во неколку наврати, всушност претходно сме зборувале за поврзаноста на инсулинската резистенција со полицистични јајници, меѓутоа колку инсулинската резистенција е главниот виновник за појава на полицистични јајници, односно синдром на полицистични јајници? Главната движечка сила во 80% од случаевите е. Колку е главниот виновник? Значи можеме да имаме гени и се разбира, значи епигенетиката на едно дете
кое што или надворешните фактори можат да влијаат да дојде до отклучување на самото заболување од типот на полицистични јајници. Не мора инсулинската резистенција да биде причина за појава. Во дадени случаи може, значи, самата инсулинска резистенција да предизвика полицистични јајници, но во главно, значи, треба да имаме и генетска основа, која што доколку ги немаме гените, ќе имаме само инсулинска резистенција. Таа инсулинска резистенција нема да доведе и нема да предизвика, значи, полицистични јајници. Јасно. А како инсулинската резистенција влијае на самиот циклус кај жената? Што прави на циклусот? Дефинитивно, она што го прави, како што реков, поради тоа што имаме намалување на квалитетот на самите јајцеклетки, тоа е едната работа. Втората работа е што може дефинитивно да доведе до полоша лутеална фаза и до пониско ниво на прогестерон. Поради што, значи, доколку имаме полоша јајцеклетка и полоша овулација, се разбира дека ќе имаме и послаб корпус лутеум или жолто тело, поради што и нивото на самиот прогестерон ќе биде пониско. Дали може да предизвика доцнење на самиот циклус? Може да предизвика, може и доцнење, може и нередовни менструални циклуси. Тука ќе го ставиме, мислам, ќе ги ставиме и ановулаторните циклуси. Се разбира. Затоа што секако пречат на самата овулација. Кога ќе зборуваме за исхрана и за некои навики, според вас која е најголемата грешка, односно најголемиот тригер за инсулинската резистенција во секојдневието? Најголемата грешка или најголемиот тригер? Ајде прво одиме со грешката. Најголемата грешка за тоа што ја прават пациентите со инсулинска резистенција е дефинитивно консумацијата или, би рекла, од тип на овошје на гладно, од тип на цеден сок од портокал, од тип на јаглихидрати кои што не се соодветни, ултрапроцесирана храна. Значи, се ова ја влошува самата инсулинска резистенција. А тригерот? Дополнително, самата инсулинска резистенција може да биде влошена од хроничен стрес. Значи, хроничен стрес се влијае на каде што под хроничен стрес не подразбираме, значи, само стрес, значи од тип доколку имаме веќе инсулинска резистенција, може да биде рана инсулинска резистенција, но имаме хронично недоспивање, да кажем. Организамот го смета за стрес. Доколку имаме, овие жени често знаат да се стават на диети, на рестриктивни диети, каде што рестриктивната диета е исто стрес за самиот организам. Повторно ќе дојде до влошување на самата инсулинска резистенција. Од тип на многу физичка активност, пак ќе речам, жените се трудат да симнат килограми, поради што можат да минуваат и по 2 часа во теретана. И на ист начин ќе доведе до покачување на кортизолот и до влошување на самата инсулинска резистенција. Сакајќи си да си помогнат, тие се одмогнуваат самите на себе си. Што се случува со грицкањето помеѓу оброци, кога сме со инсулинска резистенција? Не сум од докторите што имаат многу правила, но ако постои барем неколку златни правила, и јас ги велам кај мене, постојат неколку златни правила, една од златните правила е нема грицкање помеѓу оброци. Тоа не значи дека не можете да имате десерт, но вообичаено десертот, значи веднаш го доближуваме до самиот оброк со цел да не донесе до дополнителен пик на самиот инсулин. Затоа што се случува? Ако вие јадете 10 пати во текот на денот или грицкате 10 пати во текот на денот или јадете помали, затоа што е било здраво, јадете помали порции, јадете 6 пати во текот на денот. Со секое внесување на храна вие го стимулирате лачењето на инсулин. Што значи дека секое дополнително стимулирање на лачење на овој инсулин ќе доведе и до неговото влошување. Поради што сакаме да имаме 3 прекрасни оброци и доколку консумираме некаков вид, да речеме на десерт, сакаме да биде веднаш по завршувањето на самиот оброк. Меѓутоа, што правиме со фактот, ете, например, жена со инсулинска резистенција постојано има cravings. Како да ги одбегнеме тие cravings? Затоа што не се храни правилно. Што треба да внесуваме? Незиниот cravings. Многу жени ќе дојдат и ќе кажат, јас не можам без благо. Значи, јас не можам без благо. Буквално доктор ќе, значи, кажете ми, ама не, што да ќе правам, ама не можам без благо. Не, значи таа жена не се храни соодветно поради што ги добива овие cravings или неодоллива желба, вообичаено за благо може да биде и за солено. Кога ќе внесеме доволно протеини во секој оброк, доволно масти,
и доволно растителни влакна, ќе имаме стабилно ниво на инсулинот во текот на цел ден, во резултат на што таа жена воопшто нема да сака да посегне ни под десертото што и го дава. И ќе каже, не ми се верува, не се препознавам дека не ми се јаде благо. Просто затоа што претходно биле ставани на некакви диети, кои што тоа е веќе искуство, значи од самите пациентки доаѓаат, самите си кажуваат, бев ставена на диета каде што цел ден требаше да јадам овошје. Значи, буквален бум за инсулинската резистенција. Јас не кажувам дека овошјето е лошо. Јас кажувам дека може да се консумира, но има соодветно време кога треба да се консумира и постојат различни видови на овошје. Каде што треба да гледаме од тип на гликемичен индекс и каде што треба да гледаме нешто од тип на гликемичен лаут, тоа со која брзина го крива инсулинот. Но ова се работи на кои што би рекла кај нас во Македонија многу ретко се обрнува внимание. Апсолутно би се согласила со тоа и јас. Кога сме веќе кај јадењето, колку често треба да се јаде со инсулинска резистенција? Би рекла 3 оброка дека се и идеалниот sweet spot што го велиме. 2 до 3 оброка, но 3 оброка се прекрасни, зависи од начинот на живот, зависи по колку време сте будни и сите останати работи, но дефинитивно, значи околу 3 оброка сакаме да консумираме во текот на денот. Кажете ми, кафето на празен стомак. Не. Добро или лошо за инсулинска? Лошо. Зошто? Значи, второ златно правило. Кај мене е нема кафе на празен стомак. Затоа што го крива кортизолот, уште рано со бајле, наместо да му даде сигурност. Значи, постои огромна разлика кога кафето ќе го ставиме веднаш после појадокот. Што се случува? Уште на сам старт на денот, со внесување на правилна исхрана, ние му даваме сигнал на телото дека сме во ред и дека сме безбедни, поради што имаме, значи, стабилен инсулин и овде е местото каде што доколку сакаме да се напиеме чаша кафе, може да се напиеме чаша кафе, но не пред тоа, ќе го стресираме дополнително самиот организам. Во последно време се случува да биде актуелно intermittent fasting. Дали ваквиот вид фастинг е поволен и би дал резултат кај луѓе со инсулинска резистенција? Сигурна сум дека кога ќе го дадам одговорот на ова прашање, ќе најдам на многу спротиставени коментари, можам да кажам, но за мене, кај човек со инсулинска резистенција, најнапред треба да се среди проблемот, да направиме реверзија на самата инсулинска резистенција и тогаш да, може да одиме со интермитентен фастинг. Но не препорачувам, особено кај лица со инсулинска резистенција, кои што дополнително се истресирани, поради што можеме да имаме и адренална дисфункција и кои што често знаат да прават нешто што се нарекува реактивни хипогликемии, тоест да има нагло паѓање на шеќерот во крвта. Дефинитивно интермитентниот фастинг не е нешто што го препорачувам. Прво сакаме да го стабилизираме самиот пациент и потоа да, може да одиме со интермитентен фастинг доколку самиот пациент сака. Но вообичаено она што го претпочитаме јас, да се консумира оброк во првите 60 минути по самото будење. На тој начин му даваме, особено кај жена, каде што имаме хормони, каде што сакаме хормоните, значи да работат како што треба, дефинитивно оно што го препорачуваме е да го стартува и да денот со појадок во првите 60 минути од како ќе се разбуди. Кои се тогаш, ете да кажеме, најдобрите намирници за да се направи ресет на инсулинот? Протеин. Земете што и да сакате од протеин. Дали ќе биде јајца, секаков вид на месо, секаков вид на риба, во однос на протеин во прав, значи овде можам да кажам дека единствено доколку станува збор за комплетно исчистен протеин, тогаш е нешто што би го дозволил. Но, доколку знаете правилно да ги менаџирате работите, немате да имате потреба од протеин во прав. Значи, можете слободно да консумирате, да кажеме, на известна тежина, ако треба јас да кажеме да консумирам околу 100 грама протеин дневно, слободно можам, јас не користам протеин во прав во моментот, не дека не сум користела, но слободно ги надоместувам само и само преку исхраната. Затоа што многу често самите пациентки се чудат на кој начин да стигнат до одреден вид на макронутриенти. Примерно пресметуваат дека се 60 кг, 70 кг треба да консумираат
да кажеме 120-140 грам протеини во текот на денот. Многу лесно. Значи многу лесно доколку знаете како да ги комбинирате. Другото нешто, најмал пик на инсулинот прават мастите. Мастите не се вашиот непријател. Што правиме со фактот дека холестеролот ќе не се покачи доколку конзумираме масти? Широка тема. Сакаме да имаме холестерол. Особено ние жените, особено ние кои што раѓаме деца, од кои што се создаваат стероидните хормони, сите се создаваат од холестерол. Така да, дека супер, подобро е да имаме HDL холестерол или добар холестерол, да биде релативно висок. Не кажувам дека LDL холестерол е лош холестерол, затоа што вие додека не направите напреден липиден профил, не знаете дали вашето покачено ниво на LDL холестерол е лош или добро. Значи, и дали имате некаков ризик од кардиоваскуларни заболувања, затоа што реално кај нас која е практиката? Се гледа дека пациент има висок холестерол и првото нешто што се прави, се дава директно статини. Без никој да размислува за страничните ефекти на самите статини. И без да има воопшто потреба да се користат самите статини. Колку стресот може да предизвика инсулинска резистенција? Сам по себе би рекла дека не ја предизвикува сам по себе, не ја предизвикува инсулинската резистенција, но дефинитивно е голем фактор кој што ја влошува самата инсулинска резистенција. Што правиме со недостатокот на сон? Многу. Значи, постојат истражувања каде што е покажано дека само една вечер неспиење, недоволно спиење и недостаток на сон, само една вечер, прават огромна разлика во нивото и на шеќер, и на инсулин во текот на наредниот ден. Прават огромна разлика во апетитот, значи во текот на наредниот ден. Така да недостатокот на сон, верувајте ми дека една од првите работи што сакате да ја средите заедно со исхраната кога станува збор за инсулинска резистенција. Движењето помага ли во намалување на инсулинската? Какво Помага. движење? Со тоа што, пак ќе кажам, значи од тип веќе зборуваме за научни факти кои што се докажани, веднаш после оброк од тип на 5, буквално 15 минути прошетка може значително да ја подобри инсулинската резистенција. Доколку имате можност за малку поголема физичка активност, и пак ќе речам, тука треба да бидат пресметани стресовите фактори на секоја индивидуа, затоа што не сакаме дополнително да го креваме кортизол за да не ја влошиме инсулинската резистенција. Но од тип вообичаено на 30 до 45 минути тренинг со тежини или со сопствено тело би рекла, исто така се прекрасни за самата инсулинска резистенција. Од тип на пилатес е исто прекрасно за инсулинска резистенција. Не би одела со висок интензитет кај моите пациентки. Зошто? Затоа што повеќето имаат високо покачено ниво на кортизол. Значи, не кажувам дека не е добро висок интензитет кај самата инсулинска резистенција. Но кај моите пациентки не би одела затоа што реално главно станува збор за жени кои што се подложени на хроничен стрес и не сакаме дополнително да ги стресираме со многу висока физичка активност. Јасно. Кажете ми, дали може самата инсулинска резистенција да влијае врз расположението што го имаме во текот на денот и врз анксиозност? Се разбира. Значи, доколку не консумираме храна како што треба, со соодветните макронутриенти во однос на протеини, масти и растителни влакна, како што споменав, а главно исхраната ни е базирана на јаглихидрати, што ќе се случува? Значи, буквално ќе имаме едно скокање и паѓање на шеќерот во текот на денот, кое што ќе резултира со промени во самото расположение, поради што многу често може да се почувствувате, значи дека сте анксиозни, дека сте безволни, дека сте со апатија, дека немате желба за ништо. Ќе ставите нешто во уста, станувате подобро, значи ви се крива шеќерот, добивате малку, значи се чувствувате подобро. Сега светот ќе го освојам. Да, пошто пак добивате, значи за рок од некое време, повторно значи паѓате. Дефинитивно, значи инсулинската резистенција оди со големи промени во расположението и на самата анксиозност. Да се осврнеме малку кон диагностиката и кон самата терапија која што се користи за регулирање на инсулинската резистенција. Веќе спомнавме кои тестови треба да се направат доколку сакаме да потврдиме односно да диагностицираме инсулинска резистенција. Кажете ми, што е подобро? Метформин или природна терапија за да се среди инсулинската?
Јас сум за природна терапија. Многу се докажани, значи, во однос на суплементите кои што ја подобруваат, значи научно докажани кои што ја подобруваат самата инсулинска резистенција, ќе го земам берберинот. Значи, научните истражувања покажуваат дека дури во споредба мета-анализите, оно што го покажуваат е дека во споредба со заедно земени, значи земени се две групи, каде што на едната група е дадено метформин, на другата група е дадено берберин. И се споредени крајните резултати, се разбира, од двете групи. Дефинитивно има подобар краен резултат кај оние што користеле берберин во однос и на липиден профил, и на намалување на нивото на триглицериди, и во регулација на самиот инсулин, отколку на оние кои што земале метформин. Значи, дополнително, она што треба да го земете во предвид доколку пиете метформин, е дека прави голем дефицит на B12, кој што со текот на годините, доколку го користите 15-20 години, можам да кажам, дека постои голема веројатност да развиете и пернициозна анемија или да бидете страшно дефицитарни на B12. Значи, сакате да испитате B12 доколку долго време користите метформин. Или евентуално сакате да го користите заедно со витамин B12. Но јас дефинитивно сум за природната терапија, затоа што од тип на берберин, од тип на миоиноситол, од тип на магнезиум, од тип на алфа-липоична киселина, од тип на, би рекла, хромпиколинат. Значи, сите овие се докажани за подобрување на самата инсулинска резистенција. Така да, дефинитивно, заедно со, но, нека да кажам, не можете вие да пиете суплементи и да живеете на јагли хидрати или на ултрапроцесирана храна. Се разбира дека треба да биде истото и за метформинот. Значи, немојте да се лажете дека доколку пиете метформин, можете да јадете буквално се што си сакате. На крајот од денот, што ќе се случи? Ајде, значи и сигурно веќе на оние кои што пијат метформин се е случило. Сте започнале со доза 500, која што постепено се дигала, сте стигнале до 1000, потоа 2 пати по 1000, значи постепено прогресира. Зошто? Затоа што доколку не сте направиле промена во самата исхрана, ова важи и за суплементи и за класична терапија. Значи, доколку не направите промена на самата исхрана, вие џабе. Колку време треба за да се постигне подобрување? Зависи од степенот на инсулинската резистенција. Значи, многу е различно да имаме инсулинска резистенција околу 2, каде што е почетна инсулинска резистенција, и многу е различно да имаме инсулинска резистенција 7. Ете 2,7. Колку време треба да се среди? Максимум би рекла 3 месеца. Максимум 3 месеци. Ако веќе зборуваме за висока инсулинска резистенција, односно високо изразена, Околу 6 месеца. 6 месеци. Повеќе, помалку нешто? Секој пациент е различен, пак ќе речем, многу зависи и самиот пациент колку е принципиеле, колку се придржува до насоките што ги дава докторката, да. Колку појадува во првите 60 минути откако ќе се разбуди, колку спие доволно, колку се држи до самите оброци, значи влијаат многу фактори. Јасно, значи, тоа значи дека можеме целосно да ја излечиме инсулинската резистенција или си ја носиме? Можеби не е време да го споменам точно сега, значи, но оно што го прават научниците во последно време се повеќе и повеќе се насочуваат на испитување на самиот микробиом, кој што играе преголема улога во нашето здравје, и доаѓаат до сознание дека преваленцијата или присуството на одредени видови на бактерии може да бидат причина за појава на самата инсулинска резистенција. Сметам дека науката тука многу ќе напредува и многу наскоро би рекла ќе имаме многу добри научно подкрепени истражувања кои што ќе ни помогнат, значи на некаков начин да пристапиме кон соодветна проблематика. Така да во овој случај, со новите истражувања кои што се покажуваат, значи веќе влегуваат како терапија, можеме да кажеме и пробиотиците. Не инсулинската резистенција, кој што сигурно никој не би си помислил дека со пробиотик може да дојде до модулација на самата инсулинска резистенција, но веќе почнуваат да се земаат како можен вид на терапија за инсулинска резистенција. Дали тоа значи дека ако инсулинската резистенција е дел од дијагнозата полицистични јајници, ќе значи подобрување на самата дијагноза? Се разбира. Јасно. До сега зборувавме генерално. Повеќе малку, ајде да кажам, за жени, меѓутоа сакам да ги опфатиме и мажите како луѓе кои што се соочуваат исто така и со инсулинска резистенција. Рековте претходно дека
инсулинската резистенција влијае на квалитетот на спермата. Тоа значи дека инсулинската резистенција буквално влијае и на квалитетот на фертилитетот, односно на фертилитетот кај партнерката. Така? Значи, кога станува збор за преминост, 50% е женски фактор, 50% е машки фактор. Значи, дефинитивно, инсулинската резистенција, како што реков, и кај мажите може да биде проблем за намален фертилитет, и, значи, и кај двата пола дефинитивно може да влијае на самиот фертилитет. Кога сме кај плодноста и кај фертилитетот, тоа значи дека инсулинската резистенција исто така може да биде причина и за неуспешните инвитро обиди или инсеминација или... Една од најчестите причини која што ја гледам за неуспешност на инвитро и инсеминација и ембриотрансфери е инсулинската резистенција, затоа што никој не ја зема во предвид. Што е најбрзата промена што пациент може да ја направи денес со инсулинска резистенција, независно од полот? Што е оно што можете да направите? Значи, да поедувате во првите 60 минути од како ќе се разбудите, вашиот поедок да содржи минимум 30 грама протеин и дефинитивно да спиете, да имате квалитетен сон, да спиете 8-9 часа дневно. И дефинитивно да го намалите нивото на стрес. Кога, во кој момент треба да се побара стручна помош? Кога и да почувствувате од кој да е од претходно споменатите симптоми што ги направи. Тогаш треба да се обратиме за да го решиме целото нешто. Се разбира, затоа што инсулинската резистенција не си стои во место, значи таа е високоинфламаторна, може да направи проблеми на секое поле и да прогресира. Што ќе се случи ако не ја третираме? Диабет тип 2. Колку Во време? најмала степен. Колку време треба да помине кога ќе ни се диагностицира инсулинска резистенција за да добиеме диабет? Кај жени, вообичаено, значи може да имаме 15 до 20 години би дала еден поширок спектар. Но кај жени со полицистични јајници, кај кои што имаме нелекувана и не ставена под контрола инсулинска резистенција, до 40-та година најголемиот дел од нив веќе развиваат диабет тип 2. Дали доколку имаме инсулинска резистенција, тоа значи дека треба да ги избегнуваме сите јаглехидрати? Не мора, но она што сакаме да се фокусираме е да користиме, доколку користиме, значи сложени јаглехидрати, од тип дали ќе биде на сладок компир, на киноа, на хелда, би рекла, можеби на просо, дефинитивно, доколку немате проблеми со глутенот, тогаш и можеби и интегрален леп, што во повеќето од случаевите не го препорачувам, но не е потребно, значи максимално да ги избегнуваме сите видови на јаглехидрати. И дефинитивно од тип на овошје, после оброк под формата на десерт, исто така можете да консумирате. Што се случува со овесна каша на сабајле како Кај прв одредени корак? пациенти со инсулинска резистенција може да направиме многу голем пик. Значи, не кај сите, но би рекла дека и покрај тоа што е сметан за многу здрав оброк, значи, дел од пациентите се чувствуваат по-лошо доколку наутро консумираат овесна каша, доаѓа до поголем пик, значи и на шеќерот и на инсулинот и до побрз пат на шеќерот и на инсулинот во текот на денот. Не се чувствуваат добро, значи многу подобро се чувствуваат да кажеме од тип на соодветна, ајде да кажеме омлет, ако треба да го кажеме. Јасно. Дали можеме тогаш инсулинската резистенција да ја поврземе исто така и со емоционалното прејадување? Овде би рекла дека не самата инсулинска резистенција, да, ќе ве натера да имате поголем апетит кон јаглехидрати, но не емоционално. Она што го предизвикува емоционалното јадење е дефинитивно нивото на стрес. Значи, кога сме хронично стресирани, тогаш посегнуваме по храна. Ама стануваме со инсулинска резистенција зависници од благо. И познаете што доаѓа до влошување на самата инсулинска резистенција. Апсолутно. Дали може инсулинската резистенција например, да предизвика отекување на екстремитетите или евентуално задршка на течности? Може, да. Докторке, дали инсулинската резистенција може да направи влошување на самите менструални циклуси? Дали може да ги влоши менструалните циклуси? Дефинитивно да. Зошто? Значи, доколку се сеќавате порано каде што зборувавме дека води до слаба овулација, до по-неквалитетна овулација, поради што имаме и по-слабо производство на прогестерон.
Значи, дефинитивно, оно што може да се случи е да имаме во лутеална фаза ниско ниво на прогестерон, кој што може да резултира по автоматизам да испаднеме пак во естрогенска доминација и да имаме проблем со болни менструални циклуси, и да имаме проблем значи со обилни менструални циклуси, значи да имаме проблем. Меѓу другото, и покрај циклусите, нека да не заборавам, често пати знаете оди и со други симптоми од типот на подоеност, самата инсулинска резистенција, може околу самите циклуси да имаме и болки во самите гради, и се разбира и некои дополнителни проблематики околу самиот циклус од тип на, доколку имаме низок прогестерон, можеме да имаме и од тип на спотинг. Но веќе пак ќе речам, тука веќе се надоврзува како се ланец и пореметување на сите останати хормони во телото. Но дефинитивно како одговор да, може да доведе до влошување на самите менструални циклуси. Кажете ми, која е првата промена што ја гледате кај пациентка која што почнува да и се подобрува инсулинската резистенција? Започнува да има многу повеќе енергија. Значи, почнува, првото нешто што го кажува е, докторке веќе не ми се спие, се будам наутро одморена, значи имам енергија во текот на цел ден, значи почнува да слабе, особено затоа што се целиме кај инсулинската резистенција да ја задржиме максимално мускулната маса, а да губиме на масти. Поради што самото губење на масти оди со големо намалување на обемот, би рекла, кај самата жена. Поради што започнува да биде забележувана од нејзината околина, да добива комплименти, значи почнува нејзиниот израз буквално, значи да се менува нејзиниот израз. Ги нема они отоци, ја нема онаа поспаност, ја нема, значи таа жена буквално добива живот, значи оно што најчесто го кажуваат, добива на боја, добива на енергија, добива на, значи станува многу пофокусирана. Има многу подобра концентрација. Има многу повеќе елан за правење на многу работи. Значи подобрувањата се многу кога станува збор за кога ќе ставиме самата инсулинска резистенција под контрол. Самата жена не може да се препознае себе си. Јасно. Се враќа, значи, посреќена од секогаш за рок од 3 месеци. Доктор, ќе ви благодарам за обавиот разговор. Ова не беше типичен разговор кој што течеше така, меѓутоа се надевам дека опфативме повеќе теми и се надевам дека на гледачите дефинитивно ќе им биде појасно со што се соочуваат, какви проблеми може да им предизвика дополнително нетретираната инсулинска резистенција и се надевам дека ќе преземат нешто за да го променат. Да ги променат текот на настаните, едноставно да го променат. А вам ви благодарам за вниманието. Доколку сакате да се решите или доколку се соочувате со овој проблем и сакате да го решите, слободно можете да не контактирате на нашите социјални мрежи, на Инстаграм и на Фејсбук, или да не контактирате на нашиот телефонски број. Следете на YouTube, следете на Spotify и се гледаме во следната епизода.